Кај новата американска администрација се чини дека Балканот нема да биде во фокусот. На оваа тема известува Јане Бојаджиевски од трибина во Центарот за трансатлантски односи во Вашингтон. Стабилизирањето на Авганистан ќе биде главно трансатлантско прашање врз кое ќе се градат идните односи меѓу САД и Европската унија во рамки на НАТО, кажаа повеќе дискутанти на тркалезната маса на тема Европските перспективи на агендата на новата американска администрација. По барањата од САД, европските партнери да обезбедат поголемо учество на мировници од други земји за стабилизирање на Авганистан. Европа засега покажува волја само за учество во незиниот граѓански сектор. Но што се однесува до Соединетите американски држави, директорот на Центарот за трансатлантски интеграции при Универзитетот Џон Хопкинс, Даниел Хамилтон, за Гласот на Америка изјави дека очекува новата американска администрација да продолжи да работи на прашање од Балканот. Мислам дека ќе има поголема ангажираност отколку што беше случај изминатите години. На тоа укаже и најавата на новата администрација на претседателот Обама за стабилизирање на југоисточна Европа, регион без кој Европа не е цела. САД остануваат определени на тој процес. Сепак поранешниот заменик државен секретар за европски прашања го лоцира тежиштето на, како што рече, најголемата светска закана. Clearly, the greatest threat right now to both Europeans and Americans emanates from the borderlands of Afghanistan and Pakistan. Најголемата закана денес, како за европејците, така и за САД, доаѓа од пограничните области меѓу Авганистан и Пакистан. Приоритетите се изменети за сојузниците, но секако дека заложбата за стабилен Балкан останува. Стивен Лараби, председавач за европската безбедност при корпорацијата РАНД, за Гласот на Америка изрази резервираност за приоритетите во надворешната политика на новата администрација во Вашингтон. Рано е да се каже во оваа почетна фаза каква позиција ќе има администрацијата на председателот Обама кон Балканот. Мислам дека најпрво ќе треба да се справи со прашање од поголема итност. Авганистан на првото место, следи Иран, потоа состојбата на Блискиот Исток. Состојбата на Балканот останува нестабилна, но споредено со светските жаришта кои ги споменав е помалку проблематична за САД. Балканот е надминато кризно жариште и му престои релативно мирен период и покрај разликите во рамки на Европската унија за независноста на Косово и застојот на реформите во Босна и Херцеговина. Иран, Северна Кореја, но и Авганистан ќе бидат во фокусот на идната надворешна политика на Соединетите американски држави, заклучија соговорниците. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон.